Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница, на час по општество. Јас се викам Катерина Митевска, оделенски наставник при Општинско основно училиште Браќа Миладиновци од Куманово. На денешниот час по општество ќе учиме за мојата татковина и низините символи од тема Мојот роден крај. Цели на денешниот час ќе ни бидат да знаеме што е татковина, да знаеме за државни символи и да знаеме за нивното значење и употреба. Најпрвен да видиме што е татковина. Татковината е нешто што го наследуваме од татко, од дедо и од прадедо. За неа треба да се грижиме и да ја чуваме како црнката во окото. За нашата татковина дадени се многу животи и токму затоа треба да ја чуваме и сакаме. Нашата татковина се вика Република Северна Македонија. Ова е картата на нашата татковина. Како сите држави во светот, така и нашата татковина си има своји обележја, поточно символи, според кои таа се распознава во светот. Државните символи на Република Северна Македонија се знаме, грб, и химна, тоа е песна која се вика Денес над Македонија се раѓа. Нашето знаме во основа е црвено, со златно-жолто сонце во средина, кое има 8 сончеви зраци. Црвената боја ја представува пролеаната крв на нашите предци, поточно борци, кои што загинале за денешнава слобода, а сонцето што се наоѓа во средината на знамето представува символ на новиот ден роден во слободата. Знамето се истакнува во простории или на јарболи за време на државни празници и спортски надпревари. Кога се државни празници и спортски надпревари, знамето се крева високо горе на врвот на јарболот. Ако имаме знаме да стои на средина на јарболот, тогаш значи во таа ситуација имаме ден на жалост. На оваа слика овдека е грбот на нашата татковина. На него се насликани сите природни убавини со кои располага нашата татковина, украсени со народен бес. Грбот на Република Македонија представува поле опкружено со житни класие, кои се поврзуваат горе на врвот, испреплетено со плодови од афион и тутунови лисја, што се поврзани на дното со лента прошарана со народни мотиви. Во средина на грбот, во полето се оцртува планина
во чие подножје тече река, а зад планината изгрева сонце, кое што е опеано и во една од строфите на нашата химна. Значи, на целиот грб се нашите природни богатства што ги има во нашата татковина. Грбот го има на сите важни документи и институции. На лични карти, на пасоши, на институции, на евидентните листови и на свидетелства кои што ги добивате за успехот постигнат на крај на учебната година. Грб уште го има и на документите кога ги вадиме за извод на родени и за државјанство. Химната е свечена песна и се пее на разни манифестации, разни спортски надпревари и празници. Во содржината на песната се опеани сите борци кои ги дале своите животи за денешната слобода. Затоа, кога се пее, во нивна почит треба да стоиме мирно и исправено. Кажавме дека химната се вика "Денес над Македонија се раѓа". Во една од строфите, поточно во првата строфа, е опеано сонцето на слободата, а додека во втората строфа се опеани борците кои што ги дале своите животи за денешнава слобода. Нашата татковина е малечка и многу убава, но во неа има место за сите што ја сакаат. Татковината е нашиот сакан дом. За домашна работа ќе имаме една задача да си го нацртате грбот и знамето на нашата татковина. Значи, уште еднаш, на овој час се запознавме со државни символи на Република Македонија. Знаме, грб и химна. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.